Што мислиш? Дали секој може да биде цар? Не знам. Сега ќе видиме. Си бил еден цар. Еден ден тој се разболел. Па дворјаните ги донеле сите лекови во царството за да го излечат. За жал, не успеале да го спасаат. Така царството останало без цар. А кај се видело царство без цар. Царот имал едно синче, кое тогаш имало 5 или 6 години. Значи бил голем колку мене. Бил малку помал. И се собрале големците во царскиот двор и почнале да мислат кого да стават за наследник на царот. Едните велеле да чекаат да порасне детето, а другите биле упорни во барањето да изберат веднаш нов цар. Нивните препирања и надмудрувања траеле со денови. И? Еден ден царското дете им рекло: не можам да го разберам. За да биде еден човек цар, треба прво да биде од царски род, а не да биде од било каков. Во него треба да тече царска крв. Еден надуен големец го погледнал детето од високо па рекол: не е така. Доволно е човекот да биде умен и достоен за да биде цар. Не сте во право, викнало царското дете. Докажи ни дека е така. Не попуштале царските советници. И што се случило потоа? Детето побарало да му донесат едно јајце од патка, а едно јајце од кокошка. Тие веднаш му донеле, чудејки се што ке прави детето со тие јајца и каква врска имаат јајцата од животни со изборот на новиот цар. Детето земало еден сад, го наполнило со вода и им рекло на насобраните луѓе: гледајте сега внимателно што ќе се случи. Детето го скршило јајцето од кокошката во садот со вода. Пилето излегло од јајцето и почнало да се дави во водата. Детето го спасило пилето и го тргнало настрана. Потоа, детето го скршило и јајцето од патката. Малото пајче паднало во водата и веднаш почнало да плива. Гледате, рекло царското дете. Пајчето е мало, ама веднаш знае да плива. А знае да плива затоа што е од сојот на патките. Така и јас, може би сум мал, ама знам да царувам, затоа што сојот ми е царски. И големците се зачудиле на умот на царското дете и го поставиле за цар. А детето царувало мудро и праведно. Значи детето било толку хитро, што успеало да ги надмудри возрастните. Токму така. Не само што бил царски син, туку бил итар, бил умен. А може ли јас да бидам раскажувач? Па сега